Следната програма е овозможена од пријателите и партнерите на Джойс Мајер службите. Промената боли. Јас ќе ви кажам дека вие имате само 3 опции и тие се следниве. Надминете ја болката веднаш. Само кажете: Боже, што и да треба, сакам да го направам и да завршам со тоа. Надминете ја болката подоцна и бидете мизерни до тогаш. Или можете да имате трета опција. Задржете ја болката за секогаш. Секој ден вие може да имате сосема нов почеток. Сакам да ви прочитам од Плач Еремиин, Псалм 3, 17 до 25 стих. Ова всушност е толку добро. Мојата душа е лишена од мир. Јас заборавив што е среќа. Затоа велам, мојата издржливост исчезна. Исто како и мојата надеж од Господа. Се што ви велев, можете да го видите токму овде. Мојата издржливост исчезна. Јас се чувствувам слаб, ќе се откажам. Едноставно мислам дека не можам да продолжам повеќе и тоа е така затоа што мојата надеж исчезна. А надежта е позитивно очекување дека нешто добро ќе ви се случи во секој момент. Кога размислувате така, тоа ве држи силни. Секое утро кога ќе станете или дури пред да станете, шепнете си на себе си: нешто добро ќе ми се случи денес. Спомни си за моето страдање и за моите маки, за пелинот и за жолчката. Мојата душа постојано се сеќава на тој и премалува во мене. Значи тој вели: јас продолжувам да се сеќавам на сите лоши нешта кои ми се имаат случајно и мојата душа е толку отежната што се суши во мене. Но сега, погледнете оваа промена. Но ова јас го повикав во мојот ум и затоа имам надеж. Вие можете да повикувате нешта во вашиот ум и можете да им кажете на нештата да го напуштат вашиот ум. Постојаната љубов од Господа никогаш не престанува. Неговите милости немаат крај. Тие се нови секое утре. Твојата верност е голема. Господ е мојот дел, вели мојата душа, затоа јас се надевам на Него. Господ е добар кон оние кои чекаат на Него, кон душата која го бара Него. Колку повеќе Еремија мислеше на своите загуби, тој паѓаше во полоша и полоша состојба. На моментот кога тој одлучи да го повика во умот, добрите нешта во неговиот живот одеднаш се почна да се менува. Божите милости се нови секој ден. И знаете што друго Бог ни ветува? Дека ништо во нашиот живот, ниту најглупавото нешто кое некогаш сме го сториле, нема да биде залудно ако му го дадеме нему. Мислам, можам искрено да ви кажам, кога Бог почна со мене, јас немав ништо. Но каде и да погледневте, беше хаос. Мојот ум беше збрка. Начинот на кој што разговарав, начинот на кој што се чувствував за себе, како се однесував со другите. Мислам, едноставно се беше збрка. Јас бев себична, егоистична, бунтовна. Беше ужасно. Не знам како или зошто Бог би ме избрал мене да ме употреби. Единственото нешто кое ми одеше беше дека јас навистина го сакав Бог. Не знаев многу за Него, но она што го знаев, го сакав. И сакав да имам врска со Бог, уште кога бев мало девојче. Дури кога се омажив за мојот прв маж, кој му злоупотребуваше исто така, не физички, но тој се шеташе наоколу со други жени постојано, не работеше и секогаш го крадеше и тоа малку што јас го имав. Аз се разбудив една вечер и го фатив како се обидува да ми го извади венчалниот прстен од прстот. Тој ќе го продадеше и најверојатно не вредеше ниту $50. Така, мислам, јас имав многу болка во мојот живот. Имав многу нешта. Многу хаос во мојот живот. Многу болка и лошо однесување. Сакам да разберете дека кога ќе погледнам на она што Бог го стори во мојот живот, јас сум возбудена за она што Бог може да го стори во вашиот.
Мислам, јас навистина верувам дека со Бог сите нешта се возможни. Амин. Јас ве предизвикувам да се предадете себе си на Бог. Престанете да се обидувате да го убедувате Бог да ви го даде она што вие го сакате и кажете на Бог дека го сакате она што тој го сака. Морам да го кажам тоа уште еднаш. Престанете да се обидувате да го убедувате Бог да ви го даде она што вие го сакате и кажете му да ви го даде она што тој го сака. Боже, нека биде твојата волја во мојот живот. Јас само велам да на се што ти сакаш, а јас ниту не знам што е тоа. Сега вие се заветувате. Гледате, многу луѓе денес не сакаат да стапат во брак. Тие само сакаат да живеат заедно. А знаете зошто? Тие не сакаат да се обврзат. Тие сакаат да имат лесен излез ако нештата не одат како што треба. Ние мора да се заветиме. Ние треба да бидеме верни, треба да бидеме лојални. Треба да ги истрпиме тешкотиите и да излеземе на другата страна со радост. Ништо од ѓубрето низ кое помина во мојот живот не е залудно. Ме слушнавте денес? Јас употребувам многу од тоа за да ве охрабрам. Ништо во вашите животи не е за пропаст ако го предадете на Бог. Сега, хајде да зборувам за емоциите за неколку минути. Дали некој е расположен за тоа? Ми останаа 25 минути да ви кажам за вашите чувства. Најпрвин, ајде да зборуваме за природата на чувствата и емоциите. А патем ќе имаме и пауза за славење. 823 души го предадува својот живот на Бог минатата вечер. Пауза за славење. Осумстотини 23 нови бебиња за обука. Најпрво, чувствата се непостојани. Тие се променливи. Не можете да зависите од нив. Тие се таму кога не сакате да ги имате и ги нема кога сакате да ги имате. Амин. Не дозволувајте вашите емоции да гласаат кога донесувате одлуки. Особено важни одлуки. И немојте да стапите во брак затоа што сте се наежиле. Затоа што тоа ќе помине. Јас можам да кажам некои нешта, но нема да ги кажа. Не можете да им верувате на емоциите. Не можете да ги донесувате вашите одлуки во зависност од тоа како се чувствувате. Мора да гледате на тоа што вели зборот Божие. Ти благодарам. Научете се да му одвраќате на ѓаволот, кога тој ви вели никој не те сака. Отворете ја своите уста и кажете Бог ме сака. Кога ѓаволот вели ти нема никогаш да го надминеш ова, твојот живот е уништен, речете лажеч. Бог ќе го земе ова и тој ќе направи нешто големо со ова. Зошто? Затоа што тој прави сите нешта да работат заедно. Тој може да земе било што и да направи нешто добро од тоа. Ние мора да научиме да го правиме правилното дури кога се чувствуваме дека тоа е неправилно. Што се однесува до мене, тоа е една од најдобрите изјави која Бог ми ја има дадено. Ако ние чекаме за се да се чувствуваме правилно пред да го сториме она што е правилно, непријателот секогаш ќе биде во контрола. Лошите чувства доаѓаат кога не ги посакуваме, а добрите чувства исчезнуваат кога ги сакаме. Знаете, треба да научите како да ја надминете болката од чувствата ти ме повреди. Јас се чувствувам повредено. Јас се чувствувам. Сите сме биле повредени. Нема ниту една личност овде која не е била повредена од некого,
А и неверојатно тоа ќе се повтори. Не се обидувам само да пророкувам, да ве проколнувам, но ако планирате да се справите со луѓето, знаете, ние не знаеме што да правиме со нив, а истовремено изгледа како да не можеме без нив. Тие се апсолутно насекаде каде и да одиме. Некој или нешто нема повредено сите нас. Злупотреба, отфрлање, напуштање, предавство, разочарување, осудување, критика. Сите ние треба да почнеме да донесуваме правилни одлуки додека се уште сме повредени. И така, можеби вие сте овде денес, можеби сте повредени, можеби имате болка. Едноставно сакавте јас да проповедам некоја убава порака за не знам, нешто што ќе ве утеши, едноставно ќе направи да се чувствувате топло и убаво. А еве јас ви велам, без разлика како и да се чувствувате, правете го она што е правилно. Додека чувствувате болка, правете го правилното. Јас ви го велам тоа затоа што јас знам, според Божиот збор и од искуство, дека ако некогаш сакате да надминете, ајде, некој се согласува, слушнав. Колку од вас сте поминале низ некакви ужасни работи во вашиот живот и сега имате победа? Ово погледнете, прекрасно. Повели и друг пат. Ние треба да почнеме да донесуваме правилни одлуки додека се уште чувствуваме болка. Не ви е пријатно сега, но подоцна. Евреи Псалм 12 стих 11 вели: секоја казна во почетокот изгледа мачна отколку пријатна, но подоцна. Дали на некој овде му е грижа за подоцна? Затоа што знаете, подоцна ќе дојде. И вие знаете, сега сте 20 години. Ми се допаѓа што вели псалмистот. Еднаш бев млад, а сега сум стар. Јас помислив, да, тоа им се случува на сите. Без разлика колку и да сте млади сега, подоцна ќе дојде и слушнете ме. Подоцна ќе треба да ги жнеете семињата кои ги сеете сега. Така, денес е денот за пресврт. Денес е денот за да донесете одлука. И ако чувствувате дека ќе ве расцепи на делчиња, сепак направете го она што Бог го бара од вас. Ако сте во некаква погрешна, чудна врска за која знаете дека не е за вас, излезете од неа. Јас не зборувам за да излезете од брак. Немојте да се отидете дома и да речете: јас не напуштам за тоа што Џојс ми го кажа тоа. Не зборувам за тоа. Има луѓе овде денес и вие сте романтично сплеткани со други луѓе за кои знаете дека се отров во вашиот живот. Хајде, немој да се прикривате долу под столчето. Па јас едноставно му верувам на Бог дека ќе го промени. О, злато. Јас не велам дека тоа нема да се случи, но може би подобро да ги видиш доказите пред тебе. Знаете, дури и мали докази. Ние се наоѓаме секакви изговори, си кажуваме на себе си секакви нешта за да можеме да го правиме, она што сакаме да го правиме. Не правете нешта за кои знаете дека се отровни за вас. Вие имате само еден живот за живење и мора да донесувате правилни одлуки за себе си. Дали на некој му е потребно да го слушнете ова денес? Ако ти си единствената личност која ја познаваш, која го прави она што е правилно, продолжи да го правиш она што е правилно и ти ќе бидеш единствената која ќе биде среќна подоцна. Сега, промената боли. И нема да ви кажам дека не е така. Правењето на правилните нешта кога сте повредени, боли.
И нема да ви кажам дека не е така. Јас ќе ви кажам дека вие имате само 3 опции, тоа се следниве. Надминете ја болката веднаш. Само кажете: Боже, што и да треба, сакам да го направам и да завршам со тоа. Надминете ја болката подоцна и бидете мизерни до тогаш. Или можете да имате трета опција. Задржете ја болката за секогаш. Добро. Знаете ли што ми помогна мене да ја надминам болката? О, мој Боже, ми беше толку тешко да научам да имам пристојно однесување. Не знаете каква битка сум имала со самосожалување. Јас едноставно чувствував жал за себе си, затоа што бев злоупотребувана. И кој не би чувствува жал за себе си ако му се случиле нешта какви што ми се случија на мене? Но видите, она што јас го правев, беше што јас го употребував она што ми се имаше случено како оправдување за моето лошо однесување. Ајде сега му зборувам на некого, нели? И некако јас го имав ово однесување. Сите ми должат нешто. Па ме следуваше нешто, но само Бог можеше да ми го врати. Видите, тоа е нешто што морате да го сватите. Ако некој е украл нешто од вас, ви го украле детството, ви украле радоста, тие украле нешто што требало да биде ваше. Не се обидувајте да ги натерете да ви отплатат. Тие ја немаат способноста да ви отплатат. Отидете кај Бог и барајте тој да ви отплати. Мислам, јас чувствувам толку жал за себе си, а сте ме слушнале како велам, дека Бог ми рече: можеш да бидеш јадна или можеш да бидеш силна, но не можеш да бидеш и двете. Секогаш има опции. Дали сакате да бидете жртва или сакате да имате победа? Дали сакате да се седите наоколу и да чувствувате жал кон себе си ден по ден и само да продолжите да ги гледате сите нешта кои се случиле на кутрите вас? Или сакате да му го предадете целиот хаос на Бог и да речете: сега, ајде да видиме. Јас сакам навистина да видам како ти се покажуваш во мојот живот. Но тоа ветување за награда ми помогна да продолжам. Кога минував низ тешкотиите, обидувајќи се да го надминам злоупотребувањето низ кое поминав. Оф, леле, се држев за Исаија, Псалм 61 стих 7 и 8. Наместо вашиот срам ќе добиете двојна порција. Наместо посраменост тие ќе се радуваат во нивното изобилие, затоа во нивната земја. Навистина ми се допаѓа тој дел. Не мора ниту да чекате да умрете и да отидете во небото. Бог ќе почне да ве благословува токму сега, додека се уште сте живи. Во нивната земја тие ќе добијат двојна порција. Двојно за вашите страдања. И вечна радост ќе има кај нив. Зошто? Зашто јас, Господ, ја сакам правдата. Јас го мразам грабежот и насилството. Бог мрази кога луѓето те злоупотребуваат и тој мрази кога ти ги злоупотребуваш другите. И јас верно ќе им ја дадам нивната оштета, што значи награда. Колку умен од вас ја очекувате наградата? Гледате, кога чувствувате болка, треба да се потсетите самите себе. Ова не е правилно. Ова не е фер, ова е толку тешко. Но Боже, помогни ми да се однесувам правилно и јас знам дека ќе имам награда на другиот крај. Дали ме следите? Но видите, толку е тешко да не се однесуваме така како што се чувствуваме. Боже, помогни ни. Помогни ни да бидеме фини кон луѓето кои не се фини кон нас. Ако вие држите неопростување кон луѓето, вие не правите ништо освен што се повредувате самите себе си. Вие не им враќате. Евреи Псалм 11 стих 6. Бог ги наградува оние кои усрдно го бараат Него. Знаете што? Вие избравте да ја поминете саботата, да бидете овде. Ајде сега, вие ќе слушате некои нешта и веќе слушате некои нешта кои ќе ви помогнат да немате проблеми наредната недела. Ајде, дали некој
Откако сте дошли овде вечерва и ова утро, јас не се обидувам само да ве натерам да направите јас да се чувствувам добро. Јас сакам искрени одговори. Колку од вас сте донеле некаква одлука заради нешто што сте го слушнале, што знаете дека ќе ви го промени животот? Тогаш вреди секој мал напор што јас го вложив во ова за да вие дојдете овде. Сега вие сте донеле одлука, сега треба да отидете дома и да го живеете тоа. Кога ќе нема убава музика, нема светла и забавата заврши. На Авраам му беше понуден многу тежок избор и можност за награда. Јас мислам дека такво нешто доаѓа до сите нас постојано. Јас мислам дека почесто отколку што забележуваме, нам ни се понудени избори. Бог рече, јас ставам пред тебе живот и смрт, добро и зло. Избери живот за да ти и твоето поколение можете да живеете. Зошто Бог им дал избор? Затоа што тој не сака роботи. Тој не сака луѓе кои немаат избор да го сакаат. Тој сака ние да го сакаме него затоа што сакаме. Тој сака да кажеме да на него, но тоа бара да кажеме не на други нешта. Или ми се допаѓа оваа случка што ќе ја поврзам со вас од Библијата. Можам да направам толку многу проповеди од ова. Во Битие Псалм 11 стих 31 до Псалм 12 стих 2. Авраам не беше првиот човек на кој му беше понудена можност да отиде до Каанската земја и да направи нешто големо. Тара, кој беше татко на Авраам, го зеде Аврам, синот свој, и Лот, синот на Аран, својот внук, и Сараја, снајата своја, жената на неговиот син Аврам, и тие излегоа заедно од Ур Халдејски за да појдат во земјата Ханаанска. Добро, тие почнале да прават нешто. Но кога дошле до Харан, тие се населиле таму. Колку луѓе почнуваат со најдоброто, а потоа се населуваат некаде по патот, затоа што станува премногу тешко? Јас не го правам тоа. Ако има некаков благослов што треба да го имам, јас ќе продолжам за тоа. Амин. Тие се населиле во Харан. Јас барам од вас да не застанете. Зошто тие не отише до крај? Не знам, патувањето станало тешко, се измориле. Може би ѓаволот им велел, никогаш нема да стасате таму, предолго патувате. Заради некаква причина тие одлучиле и се населиле. Сакам да го погледнете ова. Ова ме восхитува. Проживеа Тара 205 години и умре Тара во Харан. Таму каде што тој се насели, таму тој и умре. Може ли да ви го кажам ова? Ако вие се помирите со помалку отколку она што е Божјото најдобро за вас, може би нема физички да умрете, но ќе има некаков вид на смрт кој ќе дојде во вашата душа, бидејќи вие ќе знаете дека живеете помалку отколку големиот живот кој Бог го има за вас. Ајде, не застанувајте и не се помирувајте.